После вие. Just a little while. I didn't want. Благодарам. Како пратеник во неколку мандати и учесник во носење на многу важни закони и измени, сведок на многу извештаи на релевантни институции, навистина сакам да допринесам во ова дебата и можам да кажам слободно, тоа го кажа и моите колешки претходно, дека нашата држава е мултиетничко општество и навистина можеме да служиме како пример и за многу развиени демократи европски. Значи има целосно прифаќање на правото на луѓето да се самоизјаснат, односно да имаат право на самоидентификација, што за мене е голема и правна небулоза и преседан да во 21. век, кога луѓето одат буквално на екскурзија на месечината, да имаме проблем со правото на самоидентификација. Основниот почеток кога се запознаваме со луѓе се представуваме со своето име и навистина нема никој право да ми каже дали јас сум Джаклина Пешевска од Македонија или не. Значи, во Македонија по ова прашање нема поплаки во Комисијата за заштита од дискриминација. И јас ќе се повикам на овој релевантен извештај. Нема ни случај против Македонија во Страсбур во однос на прекршување на Европската конвенција за човекови права. Зошто се повикувам на овие релевантни извештаи? Затоа што во воведниот дел на мојот говор јас кажав дека и ова тело, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, е независно тело. Значи тука нема влијание на политички партии, туку директно представките од граѓаните стигаат, како што стигаат до народниот правобранител, стигаат и до оваа комисија. Што констатира таа комисија? Дека од пријавените и секоја година има одредена бројка, ја не би ве оптеретувала со бројките, но констатира дека единствено говор против бугарите во Македонија, против бугарското малцинство, има на социјалните мрежи, што укажува на обид за фингирање на наводен дискриминаторски однос кој не е од страна на институциите, ниту од државата на Македонија. Односно, во Македонија, од сите релевантни институции, почнувајќи од председател, премиер, значи влада, собрание, пратеници, нема говор на омраза против бугарското малцинство. Има на социјалните медиуми материја која што не можете да ја контролирате затоа што живееме во демократија. Што не е случај во Бугарија, каде што почнувајќи од сите политички авторитети, од бугарскиот председател, од премиерот, од пратеници, до гласање на резолуции против постоењето на македонскиот народ, јазик, култура и така натаму, не е случај кај вас тоа. Тоа говори господине Валчев за демократијата во двете држави. Дополнително, еве, уште порелевантна институција која што говори за ова е Комитетот на министри при Советот на Европа, кој беше во посета на Република Македонија во 21 година и каде не се утврди, вели, системска дискриминација врз бугарското малцинство во Македонија. И тогаш беа одбиени сите бугарски амандмани за наводната дискриминација врз бугарите во Македонија и усвоена е резолуција за национални малцинства во Македонија. И не би ја цитирала таа резолуција за да не одзимам време, додека во Бугарија има 89 пресуди на судот во Страсбур кои чекаат на имплементација. Односно, дел од овие случаи се однесуваат на одбивањето на националните судови помеѓу 1999 и 2015 година, што јас воопшто не би сакала да чепкам во историјата, би ја оставила на историчарите, но сепак ова се факти да се регистрираат здруженија, нешто што го немате проблем во Македонија. Ако 20 години има целосна слобода бугарските клубови да функционираат безпрекорно во Република Македонија, тоа не е случај пак во Бугарија, каде што во Благоевград се отвори само еден македонски клуб кој што беше со име на писател, поет, кој што беше општо прифатен од двете страни, за да следниот ден со одлука на Советот во Благоевград се укина и се затвори. Претходно се искрши. Така да, Европскиот суд утврди дека Бугарија неоправдано и непропорционално се меша во правото на слобода на здружување. И тука јас за здружување, јас би сакала само
едно кратко објаснување, бидејќи учествува во односењето на законот за здруженија и фондации во ова собрание, само сакам да објаснам, кога се гласаше овој закон со кој што се забрани, мораме конкретно да збориме со факти и аргументи зошто беше донесен тој закон. Се забранува именување на здруженија според спорни историски личности кои се поврзуваат со фашизам, како што беше случајот со бугарските здруженија Иван Михајлов и цар Фердинанд III. Конкретно, согласно изменетиот закон за здруженија и фондации, здруженијата на граѓани со својот назив не може да употребат имиња на луѓе кои по било која основа се поврзани со расна, верска, национална, етничка и друга нетрпеливост, нетолеранција, омраза, геноцид, ширење или поддршка на фашизам, нацизам, национал-социјализам и третиот рајх. Само во таа насока беше донесен тој закон. Во однос па на заштитата на малцинските права, ќе се повикам на уште порелевантни извештаи, а тоа се релевантните сите годишни извештаи на Европската Унија, на Стејт Департментот, на Обединетите нации. Сите велат дека во Македонија е лидер во регионот по заштита на малцински права. Таму ние не можеме да влијаеме за градење на перцепцијата. Имаме релевантни извештаи од овие институции кои што ви ги цитирав. Значи, за да скратам, би апелирала. Мислам дека овој мешовит парламентарен комитет е направен, конституиран за да ги доближиме нашите ставови, никогаш да си ги представиме контрааргументите, но да донесеме добробит на двете држави. Мислам дека во духот на добрососедство, на принципиелност и на европски вредности имаме право и на самоопределување, и на самоидентификација, но и почит од сите, да речам, европски држави. Ви благодарам, а нормално и од вас како соседи, бидејќи ја имам пријатели таму во Бугарија, имам непречено движење таму и ние немаме проблем во односите, ама овде во собранието имаме контрааргументи, но демократијата дозволува да ги спротивставиме. Се надевам дека не бев предолга. Благодарам.